Кире победа си е победа, не треба да му се гледа во заби, но на преварот имаше многу падови подеми од едната и од другата страна. Може би не сме се уште зрели да победуваме на рутина, но да го ставиме тоа зад нас. Го имаме резултатот од Шпанија од пред 2 години, 2 од 2 и сме многу близко до математички пласман во осмина финалето. Па најважно е како што кажавте дека победивме. Значи 2 од 2 имаме. Добро треба да се проанализира што се случи денес. Можеби во право време доаѓа ваков пат на игра после она што се случуваше вчера и она екстра партија против Тунис. Денеска мислам дека имавме план да се одмориме, за да бидеме свежи против Босна. Ни се случи спротивното, наместо да се одмориме, ние се уморивме. И тоа е единствена работа што не ми се допаѓа, затоа што правенството е многу долго, и ќе беше добро да се одмориме, затоа што, како кажав, доправа следуваат они прави дуели, тешки дуели, одлучувачки дуели. Меѓутоа што е тука, нема назад. Одиме напред, еден ден за одмор. Мислам дека играчите се доволно искусни, интелигентни, дека сите заедно ќе сватиме дека не може вака. И мислам дека во право време ни доаѓа ова што ни се случи денес. Ќе пробаме да се одмориме, да ги одмориме главата и максимално квалитетно да се спремиме за надпреварот против Босна. Не очекувам многу потежок надпревар за разлика од надпреварот со Тунис. Босна има зашто да посакува да ни се реваншира, значи имаме многу позитивен скор против нив и ќе сакаат реванш. Ги познавам и лично нивните играчи, имаат многу добри поединци кои играат во многу добри европски клубови. Ќе го посакуваат реваншот како никој до сега, имаат една добра група, значи порано имаа поединци, сега се викаат добро групирани и веќе година и пол покажуваат добри резултати, имаат победувано сериозни селекции. Да се одмориме и мислам дека надпреварот за 2 дена е пресвртница во нашата група. Доколку направиме трета победа, ќе биде многу полесно за нас понатаму и многу порелаксирано ќе го дочекаме осмина финалето, она за што сме и до овде.